50 денари што ги бараат матичните лекари многу погрешно беа сватени и од Министерството и од Фондот за здравство. Поради тоа се јави незадоволството кај пациентите, велат самите матични лекари. Делчево е град со прилично голем број на матични лекари и многу малку осигуреници. Тие преку Сдруженијето на приватни лекари порачаа дека не можат да издржат финансиски, поради тоа и бараат партиципација од 50 денари, бидејќи 3 месеци им доцнат платите, со кои мора да платат и придонеси, да набават ампуларна терапија и други средства потребни за нивната, како што велат тие, благородна работа. Знаете како јас би правила разговор со вас за општина Делчево и за матичните лекари во општина Делчево. Значи во општина Делчево, верували или не, има 17 матични лекари, навистина ние сме многу. И општината има многу малку жители со здравствено осигурување за да можеме сите да обстоиме. Јасно дека ја поддржуваме иницијативата на нашето приватно здружение. Јас и сум член на управниот одбор. 50 денари многу погрешно беа интерпретирани во јавноста и многу погрешно министерот, верувам дека ги разбра. 50 денари беа кажани бидејќи многу ни доцнеше капитацијата. Ние пред нова година немавме земено капитација ни за октомври. После сите тие јавни настапи на нашата председателка на приватното здружение, ни ги платија целите, значи 30% што ни беа должни за третото тромесечие и капитација за октомври. Со заклучно со декември 2011 година ние немавме плата за октомври месец. Мислам, малку луѓе може тоа да го сватат. За да функционира една здравствена установа правилно, мора да има финансиски средства. Токму и заради тоа беше иницијатива на здружението да се воведе каква таква партиципација. Дали 50 денари е многу или малку, тоа е друг проблем и мислам за дискусија друг пат. Имаше предлози многу. Дали да бидат ослободени првите прегледи од партиципација, бидејќи, верувајте, има многу пациенти што буквално секој ден доаѓаат и прават гушви. А и така имате болни пациенти на кои треба повеќе време да има братите. Не може еден матичен лекар квалитетно да работи со 70 пациенти на ден. А има и 70 пациенти на ден. Сакале или некиле, Делчево е општина со многу болни пациенти, хронично болни пациенти. Кога е неопходен медицински преглед, апсолутно никој не ни разговара за тоа и верувајте, нема еден пациент не прегледан во нашата општина. Меѓутоа имате пациенти што доаѓаат секој ден да си мерат крвен притисок и тоа во неголема гужва, да речеме на втора смена од 2 до 4, кога имате 40 луѓе што навистина или чекаат редовна терапија или доаѓаат за консултација и совет. И заради тоа, немате финансиски средства. Еден матичен лекар има едно ЕКГ, меѓутоа тоа ЕКГ се расипува. Како да обнови техника, како да напредува еден матичен лекар? Дали треба да ги праќаме пациентите по ампуларна терапија? Значи тоа не е исправно. Токму заради тоа ние реагиравме, меѓутоа погрешно бевме сватени како од министерот, така и од граѓаните. Апсолутно благородна ни е работата, со тоа се согласувам со министерот, меѓутоа дека малку поинаков осврт и малку ние за тоа и бараме разговор со министерот да не прати, за да можеме да му објасниме како функционираме. Ние сме општина со многу малку жители, а со многу доктори. Имаме доктори што имаат многу години работно искуство, а верувајте, земаат минималец на плата. Капитацијата што ја земаме не е плата за матичниот лекар. Тоа е и плата, и платени придонеси и еден куп давачки за државата. Тоа е и платени фактури за ампуларна терапија и за многу други средства. Работиме со хартии, работиме со тонери, работиме со компјутери. Во Делчево нема ни еден, реков, ќе се повторам, незгрижен пациент. Нема ни еден вратен пациент од матичните лекари. Меѓутоа, за да издржите, верувајте, требаат финансиски средства. Доколку продолжи незадоволството и биде покренато порадикално решение односно штрајк од страна на лекарите во цела држава, лекарите од Делчево велат дека и тие ќе се придружат. Досегашните барања на приватните матични лекари беа одбиени и од Министерството и од страна на Фондот за здравство. Дали ќе продолжат тие со нови барања, останува да видиме.